Ако во земјоделието знаеме за некоја култура дека треба 1 година, во шумарството веќе ни се потребни 50 години, за да видиме дали тој вид правилно сме го одбрале, дали ќе ги даде посакуваните ефекти за кои што е посаден и така натаму. Меѓутоа, овдека проявувала една компонента да она што ќе се пошуми, не се гледало само од еколошки аспект, спречување на мелиорација, него се гледало и материјалниот корист, односно производство на дрвна маса. Тука веќе настануваат проблеми затоа што овие површини немаат капацитет да произведуваат квалитетна дрвна маса, која што ќе се употребува во индустријата. Како потреба негде до 60-тите години интензивно се пошумува со црниот бор, па и помалце со другите видови и се ствараат едни огромни монокултури, ги нарекуваме, значи на огромен простор еден ист вид. Од еколошки аспект ова е многу лоша појава, затоа што ова негативно влијае на биодиверзитетот. Во еднородни шуми не може да се развијат, да живеат голем број на други растенија, не можат да живеат животни, инсекти, птици и така натака. А истите биле многу подложни на каламитети. Познато дека нашите шуми во Македонија од Црн бор, оние што се пошумени, односно шумските култури, се мета на напад на боровиот четник, кој целосно ги опустошува и ги суши. Па затоа биле преземани акции за авионско третирање, заштита и така натаму. Сега уште еден проблем што се јавува, речи си да нема подигната шумска култура во Македонија во тој период што не била опожарена. Бидејќи се работи за четинарски видови кои содржат многу смола, кога ќе се запали оваа површина, нема никакви шанси истата да се изгасне. Така имаме пожарот, нема место каде што не се опожарени во Македонија. И сега не враќа еден циклус. Поминале 30, 40, 50 години, не враќа назад, овие шуми изгоруваат и повторно преземаме акции за пошумување и така натаму. Ефектот што го постигнале може би бил моментален, додека не изгореле, односно спречиле ерозијата. Значи сепак пак е позитивно, меѓутоа од еколошки аспект, што денеска се повеќе и повеќе се потенцира, не е постигната она природна сукцесија, природна развој на шумите. Бидејќи тие се вештачки, додека или се запалат или ги посечеме и повторно мораме да инвестираме во нив и циклусот да се повторува, многу чинат, а немаат некој ефект. Затоа се наметнува потребата денеска во ова пошумување. Јас не би го нарекол и пошумување на ваквите површини, особено во повардарието, каде што се на пониски, каде што е силно изразена она субмедитеранска клима, каде што има огромни површини оголени. Изборот на видови тука не би одел со видови кои што за краток временски период ќе направиме ќе пошумиме големо пространство. Ние треба да примениме една друга тактика, тоа е озеленувањето. Тоест да внесуваме видови внатре кои што ќе го поттикнат природниот циклус на развој на шуми прилагодени на такви месторастења. Овие месторастења се тешки и ние не можеме од овие месторастења да очекуваме дека ќе имаме некоја шума. Нас ни е битно да озелениме, да спречиме ерозијата, да створиме една разновидност од различни растителни видови, што ќе допринесе да се појават разни животни форми во нив, како што се инсекти, птици и така натака. Зашто го поттикнувам сето тоа да преминеме на вакви природни циклуси на развој на шумите? Затоа што овие шуми се најотпорни. Самата шума природно која ќе почне да се развива, таа си ствара отпорност. Отпорна е до известна смисла и на пожари. Се случува прнарот ќе изгори, и тоа повторно следната година од кореновиот врат се обновува. Кај нас е створено на мислење дека шумата треба да даде бенефит материјален, да имаме дрво, дали за огрев, дали за индустрија, не е битно. Вредноста на шумата, ако ја погледнете, е многу поголема. Оној материјалниот момент, економскиот, според најновите и предходните истражувања, изнесува 1/10 од вредноста што има шумата.
Другите 9 десетини припаѓаат на оние општо корисни функции на шумата. За прочистување на воздухот, заштита од ерозија, заштита од услови за стварање на биодиверзитет. Значи, многу бенефити. И нас тоа не е потребно. Не ни треба дрвна маса, што ќе посечеме и ќе користиме. Затоа што и не може да се постигне на овие места да се добие дрвна маса. Во рамките на тоа почнуваат еден период после околу 80-тите години, особено од осамостојањето на Македонија, запре оној тренд на масовни пошумувања големи. Некако се изгуби оној фонд, таа организација што пошумуваше. Пошумувањето се сведе на инцидентни работи, односно пред се за македонски шуми или тогаш подружниците што беа, се пошумуваа во рамките на своите планови што ги има, и тоа сите тие пошумувања беа во шумските подрачја, значи во шуми и шумски земјишта. Најголем проблем во Македонија се оние оголените површини кои не припаѓаат на шуми и шумски земјишта. А најповеќе се до населените места и тие површини се многу големи. Овдека постои една законска пречка, а тоа е што поголемиот дел од овие површини се катастарски припаѓаат на земјоделско земјиште и пасишта. И сега од кога почна овие акции за пошумување, фактички ние пошумуваме во земјоделски земјишта. Државата тука треба да превземе мерка, односно да направи една прераспределба и да оние површини што не се користат повеќе за земјоделие и пасишта, да ги пренамени во шумско земјиште или некоја друга категорија, каде што нема да се врши пошумување, него ќе се прави озеленување. Ќе одиме на еколошката компонента на значењето на овие површини. Значи, стварање на поголема зелена маса, заштита од ерозија како многу битен елемент и стварање на услови за развој на биодиверзитет. Изборот на видови што ќе го користиме на овие места секогаш треба да биде според еколошките услови на средината, тоест почвата, релјефот, климата и така натаму. Македонија располага со голем број на дрвни видови. Природно имаме преку 312. Бидејќи сме подрачје каде што е под интензивно влијание на повеќе влијание, субмедитеранот, континентална планинска клима, имаме дрвни видови што имаат многу широка еколошка амплитуда. Значи, што се термофилни, отпорни на топлина, видови што се отпорни на ксерофилни, отпорни на суша и така натаму. Ние треба изборот да го направиме од нашите автохтони видови и пошумувањето да го направиме со нив. Таквите почетоци на стварање на ваквите зелени површини или шумски површини, како и да ги наречеме, ќе дадат добар предуслов да се развие еден стабилен екосистем, шумски екосистем, кој што ќе даде услов за развој на добра и квалитетна еколошка средина, каде што во неа ќе најдат услов за живење голем број на животни форми, инсекти, растенија и така натаму. Тука треба, значи, бенефитот да го тргнеме материјалниот момент од користа на тие шуми, таа една десетина, а да се посветиме на оние 9 десетини, а тоа се општо корисните функции на шумите. Ние имаме шуми каде што можеме да користиме дрвна маса. Тие припаѓаат катастарски на шуми и шумско земјиште и таму се стопанисуваат, значи потенцијал за потребите на нашата држава за сето, не имаме потенцијал. Можеби немаме толку во однос на квалитет, меѓутоа како квантитет имаме. Таму е друг проблем, треба по-интензивно да се заложиме, по-одржливо да ги користиме тие шуми и колку повеќе одржливо ги користиме, толку повеќе ќе го заштитиме тој екосистем нивен. Кај нас, како, ајде да го кажам, маркетиншки, некако повеќе ни одговара да пошумуваме во подрачје што се околу населените места. Затоа што тие ги гледаме се голи, се ствара на нив ерозија и така натаму. Меѓутоа што треба тука да превземеме? Треба да направиме, прво немаме планска стратегија, ние немаме планови.
се пошумува на овие кажувам големи површини стихојно. Акција, некоја министерствата, општините бараат површини, ќе видат некоја гола површина, тука изборот, се прават акции, се пошумува. И во овие пошумување акцентот, компонентата секогаш се удира број 1 едукација, го едуцираме населението, младото население за вредноста на шумите, за значењето преку пошумувањето. Ќе пошумиме и ги оставаме. Тоа е како едно дете ќе се роди и вие го оставате и понатака како ќе се разви. Не може нешто што природно не припаѓа тука вие да го оставите на природата да го одгледа. Природата ќе го одгледа она што е природно тука, што го има. Тоа е многу спор процес ако оставиме на природата. Затоа ние треба да и помогнеме на природата. Со тоа што ќе внесеме поголем број различни растенија. Ќе потикнеме таа природна борба за опстанок меѓу растенијата, која секогаш селекцијата прави да имаме квалитет. Во последните пошумувања, па и претходните, се увиде дека, она што ви кажам, треба 50 години да видиме дека сме направиле некои грешки кај нас во шумарството. Пожарот што беше сега актуелно таа тема на Малешевските планини, пожарот во Кочани, па и на други места. Што се случува? На огромни површини монокултури, кои поголем дел од нив били и пошумени, садиме еден вид, кој е силно подложен на запалување, тешко се гасне, значи нема шанси да се изгасне, и преку ноќ губиме огромни материјални штети. Не само економски, него губиме и од штети од екологијата, од биодиверзитетот и така натаму. Сега, како треба да направиме ние пристап во однос на ова, што треба? Примерот, пошумуваме до градови. Кочани ќе изгореше затоа што некои голи биле ридовите и пошумиле со бор. Кога се запали борот, дојде до самиот град и ќе изгореше. Селата во Малешевијата ќе изгоре. Сега гледам акции некои на Facebook ги рекламираат каде што околу Штип пошумуваат со бор, не знам. Може би ќе се прифатат и тие садници. Меѓутоа, тука природно тие не припаѓаат. Да се вратиме на природниот избор, затоа каде што самата природа ќе се грижи за сето тоа. Ние можеме и вака да внесуваме, меѓутоа материјално ќе не чини многу, тие шуми треба да ги оддржуваме, да ги штитиме, да ги одледуваме, да ги проредуваме. Многу повеќе чини и на крај пак не се знае кога, или некој каламитет од инсекти, или некој пожар ќе го уништи. И секоја се враќаме на почетокот. Кога почна акцијата Ден на дрвото, ние одека дојдов на Шумарски факултет и воспоставивме некој контакт со тој организациониот одбор. Во почеток бевме на, што се викаат, на ратна нога. Затоа што ние имаме едни принципи, научни принципи, како сето да се пристапи, како сето тоа да се направи, а нивната цел беше повеќе маркетиншки, да се поттикне народот едукативно за значењето на пошумувањето и сето тоа. И целта беше да дадеме една поголема димензија на пошумувањето како една вредност на еден општествен систем кој што се грижи за шумите, кој што се грижи сето така натаму. Ние инсистиравме сето тоа да се направи малце поплански, поумерено, поквалитетно. Значи, јас имам една девиза: подобро една садница да насадиме што ќе се фати, него милион што нема да се фатат. Меѓутоа, во оваа акција повеќе се идеше на она маркетиншкото и на едукативното. Доби акцијата голема популарност кај населението, меѓутоа, искрено да ви кажам, од мој стручен аспект, правев и некои истражувања анализа, не го постигна бараниот ефект. Не постигна она. Може би кај децата, кај младите, кај народот се подигна свеста за значењето на шумите, меѓутоа многу материјални средства се потрошија, за така можеше ефектот да биде многу поголем ако се пристапеше кон по-професионално, по-прецизно
како да кажам, планско менаџирање на ваков тип на пошумување. Тука се наметнува нешто претходно ви го кажав. Се пошумуваше, го ставам во наводници, тоа пошумување на земјоделски површини, на пасишта. Буквално се бираа површините, сега ни треба дај за акцијата да направиме површини кои што беа по земјоделие, па имаше некогаш и обратен ефект, некој го земал некој пасиште под закуп. Ние ќе му пошумевме, ќе дојде овчарот, ќе ги пушти овците, вика, ја плаќам тука пашарина, ова е пасиште, нема вие. Акцијата беше малце преизбрзана, не беше поставена на подобри од аспекта на научни вредности, за да има ефект. Некогаш ваквите избрзувања носат и контра. Затоа што ако нешто направиш, а по 10 години не го видиш ефектот, ти речеш, идните акции ги губат на вредноста. Народ ти рече, еве сега овие нешто пак ќе пошумуваат, се е тоа, не е успешно вака, така. Не треба да сиде толку на масовност, колку што треба да сиде на квалитет. Не треба ние 50.000 хектари да пошумиме. 10 да пошумиме, ама да бидат 100% прифатени, научно поставени добро, да се развие добар екосистем, одржив екосистем. Многу поевтино ќе не чини, а ефектот ќе биде 10 пати поголем. Види, сите овие акции, ако не финансира влада или некој, значи за сето тоа треба материјални средства, и затоа. Сега во последниве години гледам повеќе и да тоа неопштествено одговорни организации и фирми одделуваат одреден број на средства за пошумување. И овдека компонентата си иде на едукација, па носат мали деца, извидници, не знам, разни организации, еколошки друштва, група на граѓани, се со цел да се прикаже дека еве ние се грижиме за природата и ние пошумуваме. Сметам дека и ваквиот начин нема да даде. Минимални се бенефитите, односно добивките од вака поставени пошумување. Може би ќе ви изгледа митоа буквално Шумарскиот факултет како организација, како научна организација која што има долго повеќе годишно искуство, преку 77 години постоиме, каде што учествувала во сите процеси, каде што ги знае сите бенефити, добивки, митоа и слабости и начини, многу малце сме вклучени. Во последно време па дури и не пишуваат, а не знаеме дека сме учествувале во некои акции на такви пошумувања. Најверојатно им ќе не става таму демек еве запазена и научната фила. Многу малце студенти ние вклучуваме во сето тоа. Нашите студенти се овдека без разлика дали се дипломирани или не, се едуцирани, оспособени да нивното знање можат многу повеќе да го презентираат на тие акции. Меѓутоа нашите студенти, не гледам, не сум забележал инцидентно некој ако викнат преку некоја организација да учествуваат на сето тоа. Сметам дека треба да се направи еден, како велиме ние, ресет, да се застане и да се постави сето ова на едно повисоко ниво, за да добиеме квалитет. Сега бев пред некој ден, пред месец дена, кога беше на една меѓувладина конференција во Александар Палац, каде што се разговараше за пошумувањата на Балканскиот полуостров, меѓуминистерска конференција таму што беше, и каде што се презентираа пошумувањата во Босна, во Србија, во Косово, во Албанија, кај нас во Македонија и сето тоа. Се гледа дека и овој тренд на развивање на еколошката свест преку пошумување е многу голема. Меѓутоа, од колегите што разговаравме и овдека и на нивните подрачја изостанува она квалитетна научна анализа. Потреба од да се добие. Сиде на масовност, се оди на да се
подигне значењето на пошумувањето, па дури се оди со една пошумувањето да имаме повеќе кислород. Ако сакаме да имаме повеќе кислород, ние ќе ставиме боци со кислород, ќе пуштиме. Не треба ние дрвјата да ги гледаме како извор на кислород, него тие се дел од целокупниот екосистем, тоест тие се дел од нашиот живот. Поинтегрирано да ги гледаме. Ако ја сватиме таа интегрирано значењето на дрвјата во целокупниот еколошки систем, во сето тоа, ќе имаме сосема подруг пристап и ќе имаме многу поквалитетно пошумување. Една од работите што при овие пошумување што сум ги следел, што не ми се допадне е тоа што се случува да се пошумува во шуми каде што има енклави. Енклави се празни простори. Секој еколошки систем треба да има и празен простор. Каде ќе пасат животните? Ако ние се наставиме по шума, значи треба да обезбедиме за сите живи суштества да има што се дел, само тој шумски екосистем е стабилен и квалитетен, ако дава услови за поголема популација на животни, птици, инсекти, габи и така натаму. Тој ќе биде стабилен и самоодржлив. Не треба ние сме луѓето дел од еден екосистем. Имаме големо влијание. И тоа треба да оставиме природата да биде малце посамоодржлива, не да се мешаме, да ја внесуваме, да ја сечеме, да вадиме, да си ја прилагодуваме на нашите потреби. Затоа што ако видите, ако ставите една популација, една шума, природно сама да се развие, ќе видите како изгледа една природна шума. Ние по територија сме многу мали во Македонија, така да кажеме дека и цела територија да пошумиме, нема да има нешто влијание врз глобалното, светски трендови што се за заштита на природата. Меѓутоа ќе има ефекти врз животот кај нас во Македонија. Добри шумски, па и други растителни екосистеми позитивно влијаат врз климатските промени. Значи биомасата, растенијата со својата биомаса предизвикуваат да имаме поголема заштита и поголема разновидност на екосистемот. Ваквите бенефити се многу големи, ствараат добри услови за развој. Сега што треба тука? Ние луѓето треба да се прилагодиме и да имаме една взаемна корист. Значи, ние да имаме корист од шумата и другите растителни заедници, меѓутоа и шумата да има корист од нас. Што значи да не ја уништуваме, да не ја палиме, да ја заштитуваме, да ја овозможуваме подобар и поквалитетен развој. И тогаш бенефитите ќе бидат многу поголеми. Што се однесува за сите овие акции, би било несериозно да кажам дека негативни, не се ни позитивни, меѓутоа позитивни се, меѓутоа не се толку екстремно позитивни, да кажеме 100% влијаме на сето тоа. Затоа што очигледно не ги правиме до крај квалитетно. Ако ги поставиме на природни процеси на развој на овие пошумувања што ќе ги правиме и сето тоа, ќе добиеме многу поголем квалитет и многу поголема вредност за луѓето, односно за општеството.